нема директори. А имах толкова много работа да ги прашам и да им кажа. Около нас, значи не е се така църква, може ли по-църква? Да македонската изрека, може ли по-лошо? По-църно стално може да е. Много е жално, што се нафаќат на некоја функција и ја користат само титулата директор. Да не речем за парадирање, сигурно има некоја друга важност која им дава во животот тоа директор, дали за нивните функции или синовите, како што кажа колегата, то не ми е јасно. Но функцијата директор и менаџирање на една образовна институција има многу повеќе од тоа да организираш превоз со автобуси, да му ги земиш на децата парите за да одат на представа, иако представата кошта 50 денари, тие да платат 80, иако представата на не знам кој директор или педагог дете што ја направил мора да ја посетат, обврзувачки, бидејќи внатре имало аргументи и образовни детали и сето тоа да се наплати, орда од деца да се однесат во никаков период да платат карта од 120 денари, да ја следат представата, да бидат вратени назад, да ги изгубат часовите и после да се наприска темпото кај учениците за да настигнеле со материјал. Значи тоа што не е влезено во образовната програма, не треба ни да одат таму, а не камо ли да платат по 120 денари за да ја гледат представата. Не директори представи. Ако организирате веќе децата или нека го направат тоа бесплатно, или нека ја намалат цената кога редовно е на билетара 100 денари. Децата земат 120. Некои деца одат со автобус, некои деца се во дворот на театарот, а плаќаат иста цена. Не ми се јасно тие работи. Директорите се покажаа најдобри менаџери во изминатиот период на се, само не и на образовниот процес. И сето тоа на штета на учениците и на родителите кои морат да платат таму, да ги плаќат тие работи. Директорите на училиштата во образовниот процес се држат по 2, 3, 4 и 5 мандати и то не можем да го сватиме. Дали ВМРО ДПМН нема останати кадри освен нив и употреба не знам какви методи ги ротира и ги прекршува законите, значи за обавување на таа функција. Следоци сме во многу институции. Јас немам ништо против тие особи, против тие директори, бидејќи тие во тие два мандати може би се покажаа стварно добри и обавиле многу добра функција. Но функцијата, како што ја добиваш, треба да ја изгубиш, никој не е вечен. Вечно се знае кои се работи. Функција, директор, менаџер, советник или не знам веќе таму други функции се дајани мандатно. Значи те поставуваат, може да те менат, може да добиеш уште еден мандат и нема љутиш. Ако станеш директор, не значи дека треба да будеш директор. Се борете вие против тоа. Комуњарите беа директори и стоеле таму фамилиарно наследно од син на дете, а полоши од комуњарите се направите вие во боравци. Уживате во олигархијата која ја создадовте на богати и убави. Уживате и неките тој благоден да напуштите. Директори, советници, функционери во фирми, во управни, во надзорни и сето така натаму. Не, нас народот, ако мислеше народот дека бевме лоши, не промена. Во овој период вие докажувате дека сте многу полоши од тоа што мислел народот за некој претходник. И немој да се плашите ако дојде да ме промените се убави и треба да има промена. Вие се борите како не знам што да го пријавите за да останете на власт на штета на народот и на државата. Со разноразни притисоци и методи. Значи, кажав, автобуси, театри, кина, бавчи и дуќани не спомнам. Значи да разјасниме на работа. Бев доен тука на комисијата и разбрав дека директорите менаџирале со дуќанчини и со бавчи. Значи дуќанчи имале, земале кирија од него, затоа тоа училиште било толку успешно, само тоа не е во долгови. Значи менаџирале со кирија од 9000 денари за училиштето да не падне долгови. Тоа е позитивно. Значи ако се 9000 денари, јас
Не знам, прашав што е платено, се било покриено со тоа и затоа биле на нула во позитива биле. Замислете 9000 денари. И покрива сите трошоци, зато другите училишта тонат во долгови од 1000 евра. Прашав обезбедувањето, тоа училиште си го плаќало само, а другите училишта барат за обезбедување да платат родителите. Колку кошта едно обезбедување во едно училиште? Еве вас ве прашувам, директорите не се тука да ми одговорат. И јас, значи, се користи, се манипулира тој одбор на родители, преку нивни одбор на родители одлучи. Ако одлучи одбор на родители 1000 евра да не земи на родителите, ќе му дајме. Нонсенс се одлуките на одбора на родители. Тие се контролирани луѓе, дури и координаторот нов баш која ќе ги предлага на таа мандатна комисија, не го изнеди и ние да ни преземија на тогаш ќе ми дадат телефон. Ги пиши таму, тие се проформа луѓе и тие одлучват за судбината на нашите деца и образовниот систем. Или тие се најдобра одбора на родители, најдобра маша или премост за да се земат некои пари да влезат во општинска, во училишната каса за да може да се работи понатаму. И од кој не се безбедни нашите деца? Или кој не е безбеден? Нашите деца или објектите на државата? За објектите на државата е надлежна полицијата. Ако не се безбедни нашите деца, треба да кажат, може некој поимотен и си плати приватно обезбедување, може некој веќе плаќа приватно обезбедување и ќе му чува детето. Тоа треба да знаеме. Значи тој одговорот не е директор го немам добиено. Зашо обезбедување ние плаќаме? Отврли институцијата безбедност на државата, не можем да разбераме. Осигурање. Значи ние плаќаме за осигурање и има една случка кога дете се повреди и детето не може да си земе оштета бидејќи парите во меѓувреме не биле уплатени месец и пол на сметката на осигурителната компанија. Не знам јас кај биле да си прашате вие. Значи детето се повреди, скрши рака, не може да земе бидејќи парите некој ги чувал. Ајде да преброиме едно училиште во една смена колку ученици има, па која пара се слева на тие ставки треба да се преброиме. Треба да се преброиме да бидеме ете отворени во интерес на децата, во интерес на образовниот систем. Хајде да видиме. Ето, лично премиерот на Република Македонија, бившиот, Никола Груевски рече без одлука и без уплатница ништо да не плаќате. Па сите училишта кеш ни земат пари. Кеш ни земат пари да видиме. Многу ми е криво што не се директорите тука. Требаше да ги прозивате ни? Требаше, не се тука, рековте да си одат. Ме послушаја си вајде, не ја намредени. Вие спремни да Тогаш ќе му пренесите вие на партиски состанок. Рече, аз сакам рече, пита чи, зоки му рече ова, политика не го Абе, видете, варианти политика не се... значи денес, и извинете, да не заборам, најважниот елемент во образовниот процес. Добив полузакана од директор бивш, бидејќи се прашуват за бавчата што е рента. Ало, господе, да стигнавме бавча на училиште рента на приватен. Мене тоа не ми е јасно. Вели, ами ние ја наследивме, предходниот директор си ја реиздаваше, ами што се 15.000 денари, ама да виш каква беше, тој пуште багер, вели, ја ичите, ја среди 15.000 денари наплаќа, вели, за неја, ја издава. Како бе реков така ја издава и кај да тие пари? Ние не знаеме кај да се тие пари. А знај дека ја средил, ја ичистил, дури некој одлучил бабчата да го ослободат од давање на доместок за таа бабча на 5 години му ја даде, 4 години да не плаќа лани платил 15.000 денари. Не знам јас што лошо ми се случува. Не знам. Ке прашате директорите ваши знаат. Добив и опомена и закана да одам лично јас кај него, тоа што ме интересирало да не сум зборал, тој ќе ми каже од документите сите. Заедно со кај. Не заканате бокет студишта. Знаете што напишам на Facebook, на приватен профил, значи јас го побар, може да ми обрати јавно да ми јавне на телефон. Знаете што напишам на Facebook? Тоа не е за коментар, не ќе да го коментирам. И кога ќе се напатиш на една функција, треба да знаеш дека ќе следат прашања. Нема само благодет. Заврши времето на благодетите кога директорите време допирливи. Треба да одговарат, бидејќи тие се машини механизам премостување за многу криминогени действија.
То се покажа, ете, имаме истраги отворени занив за градоначалникот. Значи, од тука иди сумњата дека и тие учествувале во тој процес и затоа градоначалникот ги именува и ги разменува и ги именува по толку години да му видат, да му служат него, бидејќи тоа и ги префрла од една институција во друга, бидејќи тие му се верни и лојални. Затоа ги има замешано во тој процес и тие да одговарат, ако излезе вистината. Али сепак времето да си покаже. Околу Тоша Милва, координатор на ДПМН кажба за СЈО, нешто многу СЈО мајал, јас ќе му порачам дека мора со СЈО. Колешката излезе кажа фино и јасно дека не бил проблемот во цената на превозот, проблемот во броја на деца. Слушајте, минимално не треба СЈО да иде толку бидзиво. Значи наместо автобус може комбе, се пише автобус или комбе, децата му се мерело како долани оделе годинава не одат. Или одат или не одат, или ги повторваш сите или не. Значи степен на толеранција имало и претходно, зошто се давале карти или се пишеле тие деца по 2,5 километри, долани иделе, со автобус годинава да не идат со автобус. Не знаме што е тоа. Значи и ние Кунчев не имаше такви деца. Не може така. И здраво. Оти сега се откри смотра, и луѓето ги знам постојките, се отвори работата, пандурината кутија, почна да излегват работите. Тука е здраво да му се дај годинава месечна карта на транспорт, да си наплати, наместо со автобусче, со комбе да ги носи и обрат. Значи денес се случва нешто многу симптоматично. Денес сите сме сведоци на еден стар тандем, во една нова представа, а тоа е тандемот Шакерски-Хаджиевски. Денес распалија по сите и за сите теми. Значи денес се осилени, значи силата е од функцијата. Значи и вчера беа советници, слабо збораја. Сега остана координатор, не може бе, молам? Дали статвали Не знам. Добро, лична одлука, јас така перцепирам да кажам. Сега, значи, сега во овој случај ми е мило дека нема директори и ќе си ги покажеме работите, ние советниците, значи, еве слики, може и ќе се свестиме до кај ни е стигнат образовниот процес. Не велам не, тоа е исто на децата дома да му презентираме проекти. Образованието е многу добро за некој работа. Али на штета на децата, без разлика дали сте вие, ние, моментално е на штета на децата. И колку побрзо се одважиме да прифатиме некои работи, толку подобро ќе бидат и денес се моите деца, утре ќе бидат вашите. Ако не ни одговара е оттука и то, и на мали препаралелки ќе си одат децата, ќе пропадниме. А тогаш и вашите деца кои работат во образование ќе нема на кој да му предават. Сега ако му предават, утре нема да му предават, бидејќи ќе нема деца, ќе нема зајре кои да го учат. Еве, значи ова ќе го оставам за на крај. Еве ги училиштата како изгледат, значи ги покажам овие слики трета. Значи овие проекти треба да се реализират за образовниот систем да не биде во ред. Значи медицинско, традиция, спомнам се делот медицинјата. Сега ќе ви покажам еден дел. Кој еве како изгледат градинките и таа образовна институција. И еве како изгледат, да не се љутите, глупците во тие институции. Еве ги глупците. Еве. Значи, еве, не стоја, јас го отепав, бидејќи неите вашите учителки да излезат да ги отепат. Јас се поводим го отепав и морам да го сликам. Бидејќи се плашеа 3 сати да излезат и децата ги држеа да не одат во ВЦ. Не знам јас да го говорим. Јолишки се прашаш учителката, двете учителки што беа дежурни. Тонч. Фала. Тонч.